дојдовте во Femcast, подкастот наменет за секоја жена. Денес имаме многу специјална гостинка, мојата драга пријателка Ива Китановска, инспиративната бизнис мама или mompreneur, како што сакаме да се нарекуваме, зад КТН Мини, мала компанија во Македонија и една од основачите на Max Management Inc. Ива не е само бизнисменка, туку и мајка која се движи низ сложената мрежа на модерното мајчинство. Со Ива ќе разговараме за постојаното бомбардирање на мајките со токсична позитивност и притисоците на социјалните мрежи и како да се справиме со тоа. Би рекла една од нашите омилени теми. Во оваа епизода ќе нурнеме и подлабоко во нејзиното патување како mompreneur, ќе ги истражиме предизвиците и триумфите на нејзиниот бизнис и ќе разговараме што навистина значи да се биде мајка во Македонија денес. Ќе зирнеме и во идните планови за кариера на Ива, нејзините хобија и ќе завршиме со искрена порака до сите наши слушатели. Ива, добре дојде во Femcast. Добро ве најдов. Големо задоволство е да се биде повторно тука со тебе, Илина. И мене ми е мило, конечно. Мислам дека оваа епизода ја планираме да ја снимаме 2 години и некако не можеме време да најдеме за да снимиме една епизода токму на оваа тема, која што и на двете не интересира и постојано сме испреплетени во тој свет, што како мајки, што како жени кои што имаат мал бизнис и во исто време жонглираат и кариера, и мајчинство, и водење бизнис, значи знаеш, и самата. Јасно. Така, добро, најпрво, ајде пред да започнеме со подлабоките теми, би било одлично ако може на кратко да им се представиш на нашите слушатели. Ти претходно си гостувала во една епизода моја, претходно кога имавме панел дискусија, ако се сеќаваш, пред 2 години, додека постоеше мојот претходен вебсајт Фемитика, и тогаш се представи во почетоците на КТН Мини беше тоа, но меѓутоа еве сега да им раскажеш за твојата лична и професионална приказна како мајка и бизнис мама во КТН Мини и Max Management Inc. Како започна овие две приказни? Две приказни кои што се во суштина сплотени во едно. Нели, убаво го представи моментот дека жонглираме од една улога во друга, буквално секој ден, и дека мислам дека сите модерни мајки денес имаат направено еден таков хаос од обврски и активности што може да стане нов светски поредок. Тоа е само моје мислење. А во суштина, како започна и двете приказни за 2 мали бизниси, од кои што едниот веќе не е толку мал, нели? КТН Мини се роди со желбата да правам нешто додека имам мало бебе дома. Нели? Имајќи женско бебе, се јави и потреба да извадам некој производ што ќе е како мало дополнение, односно аксесуар на женскиот стил, особено за бебиња, и така дојде и приказната од нашиот бренд КТН да излезе и КТН Мини. Се започна со еден производ, а со текот на годините, веќе 3,5 години постои како таков. Со текот на годините се надополнуваше и растеше како што расте и моето дете. Од друга страна, Max Management е сосема различен концепт. Max Management дојде со потребата да постои фирма позади големиот проект на Skopje Fashion Festival и така излезе на површина и самата идеја да се занимаваме со маркетинг, да се занимаваме со ивент менеджмент, да се занимаваме со продукција на кампањи, на едиторијали, поглавно насочени кон модниот свет. Така да едно во друго се претопуваат нормално со текот на времето. Така, поврзани се, нели, и претходно КТН Мини настана од главниот бренд КТН, кој што главна дизајнерка е твојата сестра, Ангелина, и некако поврзани се самата, како што кажа. Всушност, дали би рекла дека Бела е целосна инспирација позади сето ова, што... Апсолутно. Дури не би рекла центарот на мојот свет лично, него сателит на мојот свет. Значи, каде се физичка енергија буквално секој ден. Впрочем, верувам се сложуваш дека истото го имаш ти и со Лео. Да, апсолутно. Движечка енергија за се. Движечка енергија. Зборувајќи за Max Management, неодамна го организиравте третото издание на Skopje Fashion Festival и би рекла дека тоа беше најголемото досега. Како твоето претходно искуство ти помогна во работата со Max Management Inc. и дали од секогаш знаеше дека твојот вистински повик е токму во оваа насока?
Хубаво звучи се това. Морам да признам. Инаку во суштина да, морам да се признам сама на себе дека уште откако се пуштив во корпоративниот свет, јас воглавно се занимавам со проекти и со настани. Значи без разлика дали тоа беше на моите почетоци пред 12-13 години или без разлика дали беше тоа лани, целото искуство и целата можност јас да бидам, да работам и да учам од најдобрите, во суштина го направи она што сум денес. Да не речам една движечка енциклопедија особено за овој тип на настани, цела логистика, техничка поддршка, human resources, сето она што стои позади еден успешен настан, како што впрочем беше и Скопје Fashion Festival трета сезона, точно пред еден месец. Беше макотрпно, беше напорно, беше многу голем предизвик да се испорача еден таков настан, особено во период кога во Скопје имаше плејада на настани, нормално за пофалба, без разлика дали се културни, спортски, модни, во тек беше и белата ноќ, така да во една здрава културна трка за внимание, мислам дека си го заслуживме своето место. Апсолутно, дури и повеќе од тоа, мислам, затоа што настанот беше целосен спектакл. Ти ме покана да дојдам, јас не можев. Се извинувам, меѓутоа според фотографиите и според покриеноста во медиумите и сето тоа што го видовме беше навистина спектакуларно. И тука морам да ти кажам дека многу ти се восхитувам за тоа како твоето претходно искуство во професијата на организирање настани го имаш искористено и го имаш извадено сето она што ти е потребно за сега да го движиш и водиш овој твој нов бизнис и всушност твојата нова страст, би рекла, на некој начин. Фала ти, Илина, многу значи, затоа што знаеш и само колку е предизвикувачки денес да се биде успешен во секоја идеја која што имаме, а верувам дека ги имаме многу, така што верувам правилниот фокус и користење на сопствените афинитети и искуство, верувам дека се добра формула за да се движиме кон напред. Точно, многу точно. Со сето ова, кариера, мајчинство, балансирањето помеѓу мајчинството и водење на сопствен бизнис може да биде предизвик, посебно ако претходно, како во твојот случај, а и во мојот, сме работели или се уште работиме во друг кариерен пат. Како ти одржуваш рамнотежа во твојот живот помеѓу работата и семејството? И со кои предизвици се соочуваше пред целосно да се посветиш на сопствениот бизнис, односно додека градиш кариера во друг сектор? Со детето во рака. Исто како и ти, нели? Верувам дека тоа можеби ќе го убрза нивниот процес на растење, можеби не на созревање, ама ќе го убрза нивниот процес на растење, меѓутоа и не мислам дека е лоша одлика на модерното живење. Значи, можеби сум против на давање телефон на дете, меѓутоа не сум против детето да види како изгледа банка, како изгледа состанок од далеку, како изгледаат нормалните работи кои што нас ни ги бојат сите денови. Без при тоа да се заборави на примарната важност на нивното детство, да бидат безгрижни, да растат здраво, да имаат една убава и безбедна околина, каде што ќе можете самите да го постигнат својот потенцијал. Така да верувам дека и јас и ти и многу други мајки на денешницава во еден момент може да бидат најуспешните бизнис жени, а веќе во наредниот момент, во наредните 5 минути може да бидат на подот да играат со кинетички песок со своето дете. Мислам, жонглирањето е во суштина тоа. Никогаш не си ти 200% фокусиран на сето она што го работиш, туку секогаш дел од тебе мисли и на детето, и на бизнисот, и на кариерата, и на домот, и на врските што ги имаме на дневна база, така што неколку табови паралелно уклучени на кои што им се дава вниманието кое што е потребно во самиот момент. Ете, така го гледам јас тоа. Не е секој ден убав, не е секој ден најубав, меѓутоа како што може полошо, па и секогаш може подобро. Точно. Само не би рекла дека се неколку толку, може би десетици, понекогаш и стотици табови отворени наеднаш во мозокот. И дури понекогаш се прашувам како на дневна база мозокот може да ми издржи толку многу мисли насочени на различни страни од мојот живот, меѓутоа ете, валјда
кога ќе дојде време дека ми е потребен ресет, само си викам, окей, сега ми е потребен ресет и заборавам на се и искочувам. Се, верувам сите така. No, we have all been there. Да, точно. Така. Значи, како мајки во бизнис, знаеме дека сме изложени на многу предизвици, посебно во денешниот свет на бизнисот. Кои се најголемите предизвици со кои КТН се соочува или се соочувал и како ти успеваш да ги надминеш? Во суштина, не верувам дека сум јас бизнис гуру во малите бизниси или во она што јас го правам преку аксесуари за женски бебиња или мали девојчиња. Не, него се трудам да го правам тоа што најубаво го знам, правејќи го истото за моето дете. Предизвици секогаш има. Јас секогаш гледам на она што го имаме како позитивна страна. Овој бизнис и концептот на функционирање на КТН Мини се заснова на рачна изработка. Би рекла тоа е дизајнерско парче, кое што не дека не постои на пазарот. Значи, боже мој, турбанчиња, траки, шнолички, панделки, чорапчиња има на секој чекор и во секој бутик и на AliExpress и буквално сегде може да се најде, меѓутоа убавината на нашата работа е тоа што се е хендмейд и се е направено според мерка. Јас се водам од тој принцип како нешто што не издвојува од масата и како нешто што ако јас не го направам тоа за своето дете, нема да го препорачам ни на друга мајка да го направи за своето. И верувам дека тоа едноставно ги крши сите други предизвици кои што излегуваат на патот, а ги има многу, мислам ги знаеме. Народски кажано, една вратена нарачка може да ти го поремети целиот систем на функционирање, меѓутоа тоа е тоа. Човечки е да се има несогласувања, човечки е да се учи од таквите работи, едноставно да продолжиш напред многу подобро од што си бил вчера. Така и во суштина расте и самиот бренд. Точно, меѓутоа кога спомна вратена нарачка, ми се случило и мене неколку пати во мојот бизнис, меѓутоа многу е потешко, верувам, ако ти се врати нарачка кај тебе, затоа што ти вложуваш многу поголем труд за да ја изработиш таа нарачка прво и дека е баш custom made. Работена, така. Да, отколку нешто што јас го продавам, значи правам најреална поредба, бидејќи ја не ги изработувам рачно моите производи и да се врати, ќе речам, окей, се врати, ќе ја купи некој друг, меѓутоа ти ја изработуваш по мерка и кој знае дали ќе најдеш некој со истите тие мерки за да можеш да ги потоа да ги продадеш. Мислам дека кај нас често пати не се ценат доволно рачните изработки и бизнисите кои што ги изработуваат. Јас не одам да имав шанса за роденденот на мојот син, многу работи ги изработив рачно и прв пат, да речам, видов колку време, внимание и труд е потребно за сето тоа да се изработи. А јас тоа го правев за мене, значи за моето дете, не го изработував за некого, меѓутоа имам некоја ново создадена почит кон сите кои што тоа го работат. Не дека претходно не ги почитував, меѓутоа ова е како од прва рака го искусив што значи тоа. И сега замисли јас тоа да го работев за некој друг, например на некој друг да му изработував покани или коинчињата што ги правев за роденден на син ми, некој ми ги вратеше, најверојатно ќе му ги тресне пред врата. Добро си, нели мора за професионалност. Да. Разбирам поентата на кажаното и има огромна вистина во тоа. Меѓутоа едноставно сме помирени дека незадоволството како такво може секогаш да постои. Едноставно е прашање на вкус, прашање на погрешно очекување, можеби. Ама во секој случај таквите продукти не се многу, таквите нарачки не се многу на број. Некогаш ги преформулираме во нова изработка, ако може од поголемо да се направи помало, некогаш ги испраќаме како подарок онаму каде што мислиме дека се потребни. Мислам често и јас ги подарувам на мои блиски затоа што мислам стварно е жално и штета да сиот тој труд и сета таа љубов при изработката да оди во корпа. Така да приемни сме на тоа и пак ќе речем се фокусираме на сето на добро што го имаме во бизнисот, а и мислам ова ми е една ново научена лекција од сето она што го работам. Јас моментално сум во индустријата на убави работи. Во индустријата на естетика, во индустријата на воодушевување, во индустријата на луксузот, еве така ќе ја наречам, и преку модните настани, и преку модните брендови подеднакво на КТН и на КТН Мини.
Така што се обидувам сета таа позитивна аура од сето тоа да ја задржам и да продолжам да се движам. Мислам, во позади не ни сакам да гледам, а уште помалку сакам да тапкам во место. Може би ќе бидат baby steps, многу спори чекори, меѓутоа се движиме кон напред и се трудиме, како што кажа, секој ден да бидеме подобри од оно што сме биле вчера. Така, и така треба за се во животот, да бидеме едноставно подобри од тоа што сме биле. Апсолутно. Да. Ајде да зборуваме за мајчинството, да се префрлиме на подлабоките теми. Посебно за ова модерното мајчинство. Ние две често кога разговараме, знаеме да си споделиме искрени мислења и да си ги споделиме маките со кои се соочуваме како мајки во денешно време. Па ајде од тука да направиме една споредба, да кажам, на тоа како влијаат многу фактори врз мајките денес, посебно во Македонија, и какви се очекувањата кои што се наметнати врз нас, почнувајќи од постари роднини, па се до очекувањата од социјалните мрежи. Посебно социјалните мрежи често вршат огромни притисоци и наметнуваат нереални очекувања врз сите мајки. Како ти се бориш со овие притисоци и како создаваш реални стандарди за себе како мајка? Многу добро поставена идеја. Види, ќе ти излажам ако ти кажам дека немало периоди кога тоа не ми влијаело контрапродуктивно на сето она што го правам секој ден. Затоа што верувам како јас, така и ти и многу други храбри, млади, способни мајки на денешницава, мислам и самите нели сличните на слични се радуваат и ги бираат да бидат во нивна непосредна околина. Оно што и јас и ти го правиме во суштина, и сето ова наше дружење и почит и меѓусебна поддршка се има родено од таа идеја. Сето тоа мислам, многу ми е поразителен фактот што успевам да го видам буквално во очите на секоја мајка која што се бори буквално секој ден. Јас не велам дека нели живееме во средина кај што ќе ти рече некој леле, радувај се што имаш дете, сама сакаше, така, ако не беше спремна, зошто, и ред други работи. Еве да не набројувам затоа што не сакам нити да хиперболизирам, нити да ја префрлам топката од другата страна. Да, точно факт е, мислам, јас кога добив дете, сама себе се прекорив зошто не сум си го приуштила тоа животно задоволство и таква невидена радост многу порано. Мислам, нели, додека немаш, не знаеш, меѓутоа сета таа тежина и сите предизвици кои што ги носи новата улога, додека старите улоги тебе те чекаат, кој не ти ги зема, нели? Тоа е една голема трка, би рекла митот за Сизиф, буквално, секој ден, од моментот кога отвараме очи, се до моментот кога се спиваме. Меѓутоа, верувам дека и тоа си има своја убавина. Јас тука повеќе би се осврнала на друг момент. Барем јас и ти, јас еве ќе зборам и во своје име, јас не сум мухер долороса, мислам, жената која што е жртва и која што е препуштена на она што јас нашла во моментот. Мислам, ние сме борци, верувам дека претходната генерација на мајки, нашите мајки во суштина не воспитала, не изградила во такви личности за да не молчиме на неправди, да не кимаме со глава и да прикјутуваме, нели, моментот кјути може и полошо, не, јас велам кјути може и подобро, викни може и подобро, да се коригирам, и сакам и така да ги воспитаме и нашиве деца. Оно што ми смета мене е свесно да се ставиш во таква улога и да промовираш позитивност, која што во суштина е штетна, не помага. Тоа е оној стандард против кој функционира. А верувам дека многу сме го забележале и дека е преприсутен, особено на социјал медија, нели, условите на модерното живење го наметна, нели, ја наметна и самата потреба ти да бидеш дел од тој свет. Мислам, денес полошо од тоа да бидеш неинформиран е да бидеш погрешно информиран. Да. И тоа е таа во која што сите ние се бркаме секој ден. Точно. Јас само тоа што би го додала тука, кога ви ќе спомнат токсична позитивност, тоа е и следното прашање. И еве, пред да го кажам прашањето, само ќе кажам дека кога спомна за благодарноста, точно, јас не познавам мајка која што не е благодарна за своето дете или за своите деца.
Тоа е нормално и очекувано. Меѓутоа, тоа што понекогаш на социјалните мрежи се нагласува е дека треба да си благодарен за децата постојано во секое време. Едноставно, кога сите имаме лоши денови и некогаш можеш и да не си благодарен. И тоа треба да се нормализира и треба да е во ред. Значи ти не да не си благодарен, туку можеш да си благодарен што ги имаш, но исто така може и да ти дојде на преку глава и да ти треба време за себе. Тоа никој не го спомнува. Ако се спомнува, не се спомнува во таа форма. Ете така, ова е реалноста, затоа што јас познавам мајки со едно дете, со две деца, со три деца и некои од нив толку вешто го кријат тоа дека им е потребно време за себе, а го кажуваат како ја уживам со моите две деца, постојано сум среќна, бла бла бла, но исто така познавам и мајки кои што имаат две деца и кои постојано велат леле, што ми требаше да имам две деца. Леле, не можам повеќе. Леле, пукнав. Што? Види, едно тоа е човечко, така? Точно, да. Велам на тие да бидат нели снижени во нормала, да не бидам погрешно сватена. Значи, уживам, го сакам и едва и го чекам секој момент со моето дете, ама тоа не значи дека треба да престанам да постојам како личност. Значи, јас сум била и ќе бидам. Ива ќе бидеш Илина, нема да бидеме само мајката на Бела и мајката на Лео. Мислам, ја разбираш мојата поента. Да. Не го оспорувам, не го негирам сето тоа што доаѓа околу. Меѓутоа, да, моето постоење продолжува да биде валидно и важно. Така, точно. И треба да си продолжиме да си посветуваме внимание на себе. Јас знам дека секоја мајка на почетокот кога ќе стане мајка, во првите неколку месеци буквално заборава на себе. А и не само мајката, туку и сите околу неа некако забораваат на мајката. И тоа е глобален проблем, не е проблем само во Македонија. Дури би рекла во поразвиените земји дека е уште поголем проблем. Затоа што таму мајките немаат толку долго породилно отсуство како тука и не можат да поминуваат толку долго време со своите деца. И некако целиот тој терет е постојано на мајката и за работата, и за детето, и за се. Насекаде. Меѓутоа, кога во еден момент мајката ќе свати дека покрај тоа што е мајка, се уште треба да биде личноста која што била пред да стане мајка, тогаш го добива она откровение дека чекај малку, и јас сум важна. И затоа кога спомнав дека познавам и жени кои што имаат две или повеќе деца, и ми се случило да ми кажуваат колку им е тешко и да дури буквално да ме убедуваат да немам второ дете, што за мене е искрено пречекорување граница, затоа што секој треба да си одбери дали сака да има второ, трето или четврто дете или не знам. Така. Значи, повторно ќе кажам, токсична позитивност, но и токсична негативност е тоа што не чини. Сега бидејќи ги спомнавме овие две работи, мислам дека овие следниве две прашања ќе ги спојам во едно. Значи, како што кажавме, токсичната позитивност може да биде предизвик за многу мајки. Јас и ти многу добро знаеме колку истава е присутна на секаде околу нас, како што спомнавме. Ти веќе спомна како се носиш со дел од овој предизвик. Спомнавме и дека е штетна за мајките. Но дали е штетна и за мајките жените кои што допрва треба да станат мајки? Затоа што ако ние добиваме вакви коментари од жени кои што имаат повеќе деца, а ние имаме едно, замисли ако вакви коментари добијат жени кои што се уште не се оствариле како мајки. Дали токсична позитивност е изразена повеќе во денешно време благодарение на социјалните мрежи или може би била присутна од секогаш, само помалку забележлива, затоа што жените порано дава коментари од овој тип, меѓутоа не беа толку широко распространети. Можеа да влијаат директно само на личноста на која што и се споделени тие коментари. Така, апсолутно. Секако да не заборавиме како што спомнав и за токсичната негативност, затоа што одат рака од рака. Така, да, точно, тоа е така. Види, има земено голем замак, особено на Инстаграм, затоа што нашата генерација моментално е најприсутна на Инстаграм, нели? Премногу сме млади за да дремеме на Фејсбук, а очигледно сме премногу стари за да бидеме на ТикТок, нели? Да. На Инстаграм е се повеќе присутна и мислам дека со секој нареден чекор и секоја ново смислена активност се повеќе се гледа тој замав што го има земено. Значи буквално подеднакво и позитивноста и негативноста во своја токсична форма.
Меѓутоа, мислам дека човек не може да замижи на тоа. Особено убаво го даде тој пример, убаво ја даде паралелата со новите мајки кои што треба да значи, еве барем јас го тргнувам по својот пример. Кога бев бремена, заследив неколку мајчински профили, еве така ќе ги наречам, односно жени кои што ми изгледа фино, убаво споделуваа свој жени. Млади мајки, еве, така ќе ги наречам, споделуваа убави совети, убава естетика има на нивните профили. За мене, да речеме, тоа е пресудно за тоа што нели сите овие дигитални платформи се начин окото да ти се нахрани, а потоа нели и содржината да те привлече за да ти ги следиш. Имав неколку такви профили кои што ги заследив и уште ги следам, а и само во мое патешествие како мајка отпосле заследив уште многу профили, меѓутоа и одследив уште многу профили. Токму поради овие причини и верувам дека ова е нешто со кое што секоја мајка која што ќе го гледа ова видео додека слуша само ќе прави климање со глава. Така да верувам, да, Инстаграм, пошто го земам како пример. Инстаграм е најверојатно новиот виртуелен дневник кај што се споделува се што треба, ама и се што не треба. Мислам, ние на имање на бизнис профили знаеме што треба да правиме на нашите профили и знаеме дали и кога треба емотивно да постапиме, односно да повикаме на емотивна акција од страна на потенцијалниот купувач. Меѓутоа, кога се работи за личен профил, не се сложувам со тоа дека треба да ти биде дневник. Да. Значи, потоа работи кои што не се споделуваат таму, пракса е да не се споделуваат грдите работи, како што, например, имам можеби 5-6 машини за пеглање. Да. Сигурно ми го така. Меѓутоа, од друга страна, да, нека биде Инстаграм место за споделување убава енергија и убави идеи, убави практични совети, хакс, во секој небието, наместо, нели, it's all roses. Еве така да го наречам. И розите имаат свој трње, така? Точно, апсолутно. А многу често ги гледаме само розите, односно гледаме рози кои што не цутеле, туку прецутиле, да кажам на некој начин. Good point. Да. Good point. Не знам на кој поинаков начин тоа да го објаснам, освен наметнување и лажни слики, можеби, и очекувања. Апсолутно, нереален стандард. Да. И тука лежи таа погрешна идеологија на неминовно е чувството ти да се споредиш. Како одредена личност, мајка, се тоа го може, тогаш што не е во ред со мене. Точно, да, точно. Во период кога сите ментални појави, еве ќе ги наречем, нема да ги наречем болести, сите ментални ситуации и појави исто така имаат земено голем замав, барем треба да се обидеме да го минимизираме нашето влијание врз такво нешто. Точно. Кога веќе знаеме дека мајките се едни од најранливите категории кои што се погодени од таквите модерни болести, постпартална депресија, постпартална анксиозност и така натаму, психози. Да, меѓутоа пак дадено им внимание, уште сметам дека недоволно се зборува. Да, дефинитивно недоволно. Усиле тоа. Ама и најмногу знаеш како тие лажни перцепции кои што мајките си ги добиваат од таквите профили доведува не само до чувствување лошо во врска со себе си, нели, покрај грижата на совест за тоа дека не се добри мајки, дека не посветуваат доволно време на децата, не поминуваат доволно време со децата, туку можат да доведат и до проблеми со партнерот, кога може да си рече, зошто мојот партнер не го прави ова, зошто мојот партнер не се однесува вака, зошто мојата врска не е таква. Значи, ние како повозрасни, да речам, не сме многу возрасни, ама има многу помлади мајки од нас. Да, апсолутно. Многу од нив можеби и него имаат тоа животно искуство и не имаат таа самодоверба за да се стават во ситуација да размислат и да речат чекај малку, ова е нечи живот. Јас не треба да го споредувам мојот живот со овој живот. И можеби кога ќе видиш таа бројка на следбеници кај таа личност, треба самиот да ти текне дека можеби оваа личност има изградено цел паралелен живот на нејзиниот, само за да може да ја одржи таа слика и да продолжи да заработува од оваа бројка на следбеници која што ја имаме тука.
би не е исклучено тоа како варијанта, апсолутно. Меѓутоа да, во право си, што ако фали нишко на самодоверба за тоа да се согледа. Точно. Самодовербата е клучниот збор тука. Добро, доколку би можела да промениш едно нешто во начинот на кој што мајките и мајчинството се перцепирани во денешното општество, што би било тоа и зошто? Далеку сме од тоа што да го променам, меѓутоа нели никој не ми забранува да ја имам таа желба. Немам изодено толку макотрпен пат во мојата борба со бидувањето мајка, меѓутоа мислам дека генерално ние како женски се соочуваме со ѕидови секој ден. Прво луѓе, околина која што не те разбира дека ти се случила најголемата промена во животот. Нешто што те трансформира денес па за секогаш. Луѓе и свет од кој што си бил дел до вчера, кој што не разбира дека твоите приоритети се смениле, кој што не разбира дека твојот максимум денес не е ист со твојот максимум утре, а ни случајно не може да се одвестува на твојот максимум пред да станеш мајка. Така што има доста работа за ова да се промени, меѓутоа нели. Желбата е тука и мислам дека секој ден ќе положам да се борам за истата идеја и ќе се трудам тоа да ја научам и мојата ќерка за утре да не го прифати тој момент здраво за готово. Да. Секогаш како. Секогаш постои комфорт зона, секогаш постои чекор од комфорт зоната, а секогаш постои напуштање на таа комфорт зона. Да. И искусување нешто ново. Но, мислам, ризикот е голем, ризикот е се присутен, меѓутоа никогаш не можеш да знаеш што може да ти донесе таа храброст која што нели ќе те натера да направиш први. Да, точно. Еве сега според твоето искуство, како ја дефинираш улогата на мајката во Македонија денес и кои се најважни аспекти од тоа да се биде мајка? Спомнавме веќе нешто слично, меѓутоа ајде една паралела да направиме според тоа што значеше да се биде мајка кога ние бевме деца, нашите мајки, и нашата улога денес. Како е сменато времето, да кажеме на некој начин? Улогата на мајка. Мислам дека мајките свесно и денеска и во минатото и во иднина најверојатно ќе си ја препишат на себе ќе си ја преземат целата тежина што доаѓа во пакет со оваа нова улога, being the default parent. Значи јас тука не алудирам на невклученост на партнерот во животот на децата и така натаму, мислам, последно ми е тоа да го глорифицирам како такво, не е дека не постои, меѓутоа повеќе би рекла, нели секој родител гради со своето дете посебна врска, меѓутоа мајката е таа, нели со својата улога која што го редефинира целиот живот во насока на потребите на детето. Значи тука не го анулирам значењето на таткото, меѓутоа мајката е таа која што прва ќе се истрча тоа да го направи, затоа што се дека така, дали е тоа инстинкт, дали е тоа природа, дали е тоа општествен пресинг, како сакаш не речи го, може комбинација од сето тоа заедно. Меѓутоа мајката е таа која што сама себе се пласира во улогата на тој default parent. Точно. Да, и тоа можеби треба ние како мајки да работиме на тоа, да не сме ние да не излетуваме и да мислиме дека ако еве го оставиме таткото некогаш да ги заврши работите кои што ние ги правиме постојано сами, да речам, нема ништо да се случи, нема да е крај на светот. Ме сваќа што сакам да кажам. Сами си ги правиме тие притисоци. Мислам дека тоа има многу врска и со начинот на кој што сме воспитани. Мис independent и се тоа, знаеш. Да, glorification of busy. Така има еден термин или green culture. Green culture мислам дека е по-блиско. Значи да добиеш беч дека си измачен. Точно. Зошто? Кој го мисли тоа? Мисли тоа, значи стварно сакам да го најдам, да го прашам зошто го направи тоа. Сигурно некој што не добивал доволно признанија. Може би. Да. Па добро, ајде да разговараме повторно за бизнисот малку. Како ги зајакнуваш и поддржуваш другите мајки во твојата заедница преку твојот бизнис? И дали може да споделиш некои приказни на поддршка и едноставни начини на помагање?
Наедноставно, па нели го спомнавме Инстаграмот како нова една заедница. Мене Инстаграм ми е извор на информации, извор на позитивни примери, еве пред се така ќе го наречам. Па едно споделување на стори, мислам, it cost nothing, нели, ништо нема да те чини ако ти го поддржиш и го испромовираш бизнисот на другарка ти, на колешката, на подалечна братучетка кој да мислам. Сега зборам секој женски род затоа што збориме на женски бизниси, односно мајки со своји бизниси, затоа што верувам дека самиот период на мајчинството им има отворено нови чакри во постоењето. Мислам, твојот случај и уште многу други случаи кои што ги знаеме. Да. Јас безрезервно и тотално несебично ја пружам сета моја поддршка, онаму кој што сметам дека треба да ја пружам. С многу наврати, мислам, не го правам тоа за да мене ми го вратат назад. Супер ако се враќа назад таа поддршка, нормално, затоа што и мојот бизнис треба да расте. Меѓутоа, јас тоа го правам пред се затоа што го знам трудот и го знам тоа прегорување позади целосната приказна и ја знам желбата што лежи во самата инспирација во едно дете во нечистото суштество на целиот свет, веки векови уназад и унапред. Така да сум го правела тоа, по-ефектно почнав да го правам нели со почетокот на пандемијата, тогаш нели никна и мојот бизнис, а не престанав да го правам до ден денес. Значи тоа е наједноставниот и најевтиниот начин ти некому да му помогнеш стихино, а на долги патеки тоа да донесе уште поголем успех. Да. И ти си, мислам, една од ретките кои што тоа го прават. Значи, не секој споделува и не секој сака да даде поддршка и да сподели нечи бизнис. Ретки меѓутоа постојат, значи морам да го акцентирам тоа. Можеби се бројат на една генерација, меѓутоа постојат такви успешни млади бизнис мајки, убаво ги нарече, убав е тој термин, што тоа го прават на идентичен начин како што го правам јас. Јас во одредени случаи знам и тоа да го направам преку друг начин, значи порачувам од мои пријателки и собственички кои што дали за моето дете, дали за подароци, правам соработки за меѓусебна промоција на тие бизниси. Мислам, со Макс тоа не можам да го правам со Макс Менеджмент, тоа е сосема друго ниво на самата индустрија. Меѓутоа нормално. Апсолутно, со КТ на мини правам спојка дури на невозможни работи, нели се со цел да се новитет, да се искористи некој маркетинг трик, да се направи убава кампања. Така да сум го правела и ќе продолжам да го правам истото. Да, секоја чест, затоа, како што кажав, ти си една од ретките. Дури и, што кажа, не спои, колку пати ние сме соработувале, да речам. Ама како совршен бленд на од пакет. Да. Апсолутно, да. Значи, ајде сега да продолжиме. Во твојата улога како mompreneur, сигурно си доживеала некои специфични моменти во твојот кариерен пат. Дали можеш да ни кажеш за некој посебно незаборавен момент од твоето патување како бизнис мама? Можеби за првиот поголем успех во твојот бизнис? Мислам дека го доживеав исто како milestone во растењето на моето дете, значи како првото запче, како првите чекори, како првиот збор, нели сето она што оди хронолошки во целата приказна. Не знам, тоа е голема радост, тоа е проект кој што излегол од тебе, тоа е проект кој што ти си го телотворил од идеја во нешто реално. Така што дали можам да издвојам некој посебен момент, мислам дека не знам. Може би издвоила моментот кога моето дете одбива да ги носи тие производи, нели, затоа што сега во борба со својата самостојност и сака да ја манифестира на секој можен начин. Да. Така што тоа ми е најново, најсвежо, меѓутоа успеваме да се договориме. Браво. Да. Јас со тоа се соочив уште кога имаше 2 години, син ми кога не сакаше да носи силиконско ливавче во никој случај. Ја. А тебе ти е Да. Јас да го продавам, а моето дете не сака да го користи. Да. Тоа ми предизвик, мислам. Меѓутоа има и такви моменти, мислам. Она што го зборевме, не е секој ден најубав. Меѓутоа, ајде речеме најубавото од тоа. Да. Во секој случај. Точно.
Добро, што е следно во КТН Мини Max Management? Како го замислуваш растот на твојот мал бизнис и кои се твоите идни планови? Искрено, мислам, ова ми е голема желба, сакам ката на мини да прерасне како една убава линија која што ќе го следи патот од млада дама до дама, како што е КТН. Тоа е мојата замисла на долг рок. КТН Мини е се уште многу мала идеја за да биде тоа, меѓутоа потенцијалот во секој случај е присутен. Не го брзам, значи не го форсирам процесот, верувам дека еден ден и тоа ќе биде, затоа што ако сакаме да извадиме било што, тоа само ќе биде истрчано, избрзано и мислам дека ништо не е толку силно како идеја на која што и дошло времето. Очигледно на оваа идеја се уште не е дошло времето. Меѓутоа работиме на целите и на таргетите поставени од Макс, значи покрај целиот проект околу Скопје Fashion Festival, кој што е единствениот моден фестивал во државава, веќе трета година екзистира, трета сезона се истера, нели како што зборевме. Ние имаме тековни клиенти и тековни проекти кои што ги водиме од маркетинг аспект, така да би сакала и за Макс за некоја година да кажам дека исто така пораснало од нешто мало, од нишка идеја пораснал во нешто големо. Скопје Fashion Festival ќе продолжи да постои, мислам, нели суштината на целото постоење на Макс Management е Скопје Fashion Festival. Фестивалот ќе излезе со своји варијации. Веќе имавме неколку такви обиди преку соработки со други субјекти, меѓутоа следно се подготвува Скопје Wedding Festival. Деталите нели ќе бидат подно споделени што ми дојде времето. Меѓутоа ќе остане како наша звезда водилка овој проект во целото постоење на Макс. Супер, значи ова е ексклузива. Апсолутно. Баш ми е мило. Верувам дека ќе биде исто толку успешно и одлично организирано како и сите изданија до сега на Скопје Fashion Festival. Многу ми се допадна тоа што го кажа за дека можеби не и дошло времето на некоја идеја. Тоа е многу инспиративно затоа што тука еве може да дадеме една порака на сите кои што сакаат да започнат некој бизнис или можеби некаква платформа или било што, ако имаат некаква желба и се обиделе и тоа не им успеало, нека го остават тоа да ферментира некое време, навистина можеби на нивната идеја не дошло време и да се обидат повторно кога ќе дојде вистинското време за тоа. Верувам дека и искуството животно тоа го носи, да почнеме така да ги гледаме тие работи, затоа што ние сите сме пробале нешто во минатото, не успеало или можеби не му било дојдено времето да процвета во тој век. Многу добро кажано, многу добро сублимирано. Се сложувам со две раце подпишувам. Да. Какви совети би им дала на сите жени кои ја следат твојата приказна и се во почетокот на својот предприемнички пат како мајки во бизнис? Пак ќе речам, не знам дали сум репер. Не се доживувам себе си како репер, него сакам еден ден да се каже дека мојата приказна е успешна. Верувам дека и ти го мислиш истото и дека го чувствуваш истото. Меѓутоа, не се доживувам како експерт за да го споделам тој совет. Ама верувам дека да, идеја на која што дошло времето, ништо не е посилно од тоа и дека едноставно мора прво ти да веруваш во таа идеја, за да може да поверува некој друг. Некој од другата страна, публика, купувачи и се со ред. Така што не е лесно, да не се лажеме, воопшто не е лесно, меѓутоа верувам дека вреди. Да, апсолутно. Меѓутоа, само тука нешто сакам да додадам. Ти можеби мислиш дека не си репер, меѓутоа, луѓе кои што те следат и твојата работа ја гледаат од страна, да речеме, можат да се поврзат со тебе на тоа ниво. И затоа никогаш не треба да велиме дека не сме репер, затоа што можеби за некој од другата страна сме навистина еден голем инспиративен пример за тоа како треба и како и самите тие би сакале можеби да постигнат успех кој што го имаш и ти постигнато. И општо за сите тоа важи. Многу, јас исто и за тебе. Фала ти многу. Фала ти тебе. Сега на една најлесна тема би рекла. Надвор од твоите улоги како бизнис мама и мајка, кои се твоите хобија или интереси кои ти помагаат да се опуштиш и ресетираш кога тоа ти е потребно? Јас не сум спортски тип.
сакам да се пофалам со нешто такво, да вежбам или да а, било каква спортска активност која би ме опуштила и би ме регенерирала, меѓутоа не сум тој тип. Јас уживам во добра книга, за жал немам толку време колку што сум имала порано за да седнам да исчитам и да уживам. Подеднакво уживам во добар филм или во добра серија, ме инспирираат биографски приказни, особено биографски приказни за успех. Меѓутоа уживам и во малите ситни работи како running errands со убава музика на слушалка, разговор со пријателки кои што ги сметам за инспиративни и мотивирачки и нормално настрана од сите други улоги, сепак најмногу уживам најмногу уживам дома со моето дете, со кругот и тоа е нормално што треба да ги следиме и да ги негуваме. Да, така е. На крај, може ли да завршиме со твоја порака или мудрост за сите наши слушатели, посебно за мајките кои не следат? Уживајте и верувајте му на процесот. Се ќе дојде во свое време. Така, точно така. Многу убаво сумирано. Ти благодарам што ни се придружи во Femcast и што го сподели твоето извонредно патување и согледување со мојата публика. Како што спомнав, ти претходно беше гостинка на слична платформа, ова е втор пат да гостуваш кај мене. Ние разговаравме нешто претходните денови дека ова треба да го зачестиме, па еве дали ми даваш дозвола да дадам една најава дека можеби во наредните неколку месеци, 1-2 или можеби и подалеку, ќе имаме повторно уште една епизода на слична или различна тема и дека ќе со тоа да ги поттикнеме со нашиот денешен разговор, а и со идните разговори, мајките и сите жени да го споделуваат своето искуство, позитивно и негативно, и да зборуваат едноставно за работите за кои што сакаат да зборуваат. Значи, со оваа епизода да поттикнеме еден вид на разговор на социјалните мрежи и општо. Ќе ми биде задоволство да бидам дел од нешто такво. Одлично. Многу се радувам. Повторно ти благодарам. Многу сум благодарна што беше моја гостинка и се слушаме во следната епизода заедничка. Хвала. Се слушаме во следната епизода на Femcast.